Добро вечер во второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Следи кратка најава за дел од настаните во него. Останете со нас. Затвореник од Штип нападнат од бик ја доби пресудата од судот во Страсбур. Република Македонија треба да му плати 5000 евра оштета. Во Државниот студентски дом Браќа Миладиновци од Штип се уште во тек уписот на ученици и студенти. Домот располага со 216 легла, а листата на чекање е долга. Одржана втора форумска сесија во Делчево, разгледани предлози за распределба на буџетот за 2016 година. Во моментот се работи на 3 автопати во должина од 155 километри. За околу 2 месеци започнува изградба на нови 6 регионални патни правци, најави Владо Мисајловски, министер за транспорт и врски. Продолжува изградбата и доградбата на патниот сообраќај во државата. Моментално се работи на 3 патни правци, меѓу кои и патниот правец Штип Миладиновци во должина од 47 километри. Новата автопатска дилница Миладиновци Штип е вредна 206 милиони евра. Никогаш досега во Република Македонија се гради на инфраструктурната сфера. Моментално градиме 3 автопатишта, односно автопати паралелно. Се работи за патиштата од Гостива од Кичево до Охрид, едниот автопат, Евгелија Смоквица, кој го работиме, Демиркапија Смоквица, исто така Миладиновци Штип, кој очекувам дека во наредните 2 до 3 години комплетно ќе ги завршиме. Се работи за преку 155 километри нова инфраструктура, преку 800 милиони евра инвестиции, кои финансиската рамка ја имаме обезбеден. Мисајловски најави дека во наредните 2 месеци ќе отпочнат со градба нови 6 регионални патни правци со вкупна должина од 73 километри, инвестиција вредна 10 милиони евра. Почнуваме со нови 6 патишта, односно регионални патни правци, со вкупна должина од 73 километри, инвестиција од 10 милиони евра. Се работи за Клепач Новаци, во должина од 19,3 км, вредност 1,15 милиони евра. Очекуваме дека за 2 месеци сигурно ќе го почнеме. Бошков мост Дебар, должина од 8 км, инвестиција од 4,2 милиони евра, ќе отпочнеме исто за 2 месеци. Делчево Говак, 11,5 км, вредност од 1,1 милиони евра. Мелнички мост Центар Жупа, во должина од 8 км, проценета вредност 1 милион евра. Важна Нериопотово Црнилиште, должина од 17 км, проценета вредност од 1,6 милиони евра. Кривогаштани Обршани Воѓани, должина од 9,5 км, проценета вредност од 850.000 евра. За овие патишта веќе има подпишано договор и во најскоро време ќе се започне со градба на истите. Со изградбата на овие патни правци ќе се улесни транспортот, а со самото тоа ќе се подобри локалниот економски развој. Детската градинка во населбата Оризари кај Кочани, која по прекинот повторно започна да се реализира и според увидот кој го направија министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и градоначалникот Радко Димитровски, се очекува да биде готова за 2 месеци и во неа да бидат згрижени 50 дечиња од Оризари и Прибачево. Детската градинка во изградба во населбата Оризари кај Кочани се очекува да биде готова за 2 месеци и во неа ќе бидат згрижени 50 на дечиња од Оризари и Прибачево. За адаптацијата на просторот и опремувањето, Општина Кочани и Министерството за труд и социјална политика на Македонија ќе инвестираат 3,5 милиони денари. То сме во посета на објектот во населеното место Оризари, кој што треба да прерасне во детска градинка. Именно заедно со општината започнавме инвестиции за целосна реконструкција и адаптација на овој простор и негова пренамена во објект за детска градинка за згрижување на 50 дечиња од предучилишна возраст кои што живеат тука во населеното место Оризари. Веќе интересот е голем и се надевам и верувам дека овој објект ќе биде со полн капацитет. Вкупната инвестиција на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Општина Кочани околу 3,5 милиони денари за целосно
реновирање, адаптација и опремување на овој објект. Оваа детска градинка очекуваме да биде завршена во наредните 2 месеци, до крајот на годината или на почетокот на наредната веќе да биде пуштена во употреба, и исто така оваа детска градинка ќе биде согласно сите стандарди за изградба на детски градинки, ќе овозможи дополнително место за сместување на 50 дечиња, со тоа и да се намали притисокот на општинската градинка во Кочани, која што во моментот исто така има околу 40 деца кои што се на листа на чекање, и ќе влијае целосно да се намали таа листа на чекање и да се задоволат потребите на родителите. Во нашиот фокус е континуирано да инвестираме во подобрување на изголемување на капацитетите за детски градинки. Направиме увид во Оризари како се одвиваат работите на заедничкиот проект за отварање на детска градинка. Ова е една дамнешна желба на жителите на Оризари и сите наши напори кои што ги имавме заеднички околу обезбедувањето на финансиите веќе се ефектуираат, односно веќе оваа детска градинка и се гледа крајот, односно свеченото пуштање кое што би требало да биде отприлика за 2 месеци. Сакам да порачам одовде дека каснењето за каснењето имавме и некои објективни причини заради тоа што имавме еден несериозен изведувач. Може би касниме, меѓутоа никој пат не е касно ако се знае дека му се гледа крајот на ова дело за Оризари. Министерот Спасов ги најави инвестициите во изградба на детски градинки во Источна Македонија, во општините Чешинево, Блешево, Зрновци, Делчево, Пробишти, Пиштип. Во Државниот студентски дом Браќа Миладиновци се уште е во тек уписот на ученици и студенти кои имаат право да престојуваат во истиот. Домот располага со 216 лигла, а листата на чекање е долга. Иако е дозволено зголемување на бројот на ученици, овој проблем во иднина ќе се реши со надградба на дел од објектот, проект кој е во процедура на одобрување. Државниот студентски дом Браќа Миладиновци во Штип располага со капацитет од 216 легла, а после годинешниви уписи за средно и високо образование, интересот за сместување во домот е значително зголемен, што се покажува од долгата листа на чекање. Со цел да им се излезе во пресред, студентскиот дом има добиено дозвола да го зголеми бројот на ученици кои ќе можат да престојуваат во истиот во текот на оваа учебна година. Добивме согласност прво за 155 ученика, зависно од тоа колку студенти примаме, значи на слободните места од студентите се примаат ученици, бидејќи ние сме дом во кој само се сместуваат ученици, значи од цела Источна Македонија. Интересот е премногу голем, учениците се по 6 во соба, а студентите се по 4 во соба. Така да, затоа секое слободно место од студентите гледаме да го сместиме со ученици, бидејќи ние сме не само универзитетски град, него и средношколски, така да ученици имаме од цела Македонија кои се запишуваат на нашите средни училишта. Што се однесува до цените за сместување, тие се одредуваат според неколку категории, со тоа што има и привилегии за одредени категории ученици. Од 3 категории, едни се од социјална категорија кои што не плаќаат воопшто, владени стипендисти кои исто не плаќаат, кои се од соседните држави на Македонија, и имаме студенти кои си ја плаќаат сумата од 3700 и толку ни донира и државата за нив. Со текот на годините условите во домот се подобри, почнувајќи од безбедноста до основните услови како што се исхраната и сместувањето. Директорот Павлова Тасевска се погрижила и за желбите во однос на рекреативните активности, со тоа што подрумскиот простор е адаптиран како теретана, а се опремува и просторија каде ќе има можност за други спортови, меѓу кои и сквош. Тања Павлова Тасевска рече дека конечно е одобрен проектот за надградба и проширување на новиот дел од објектот, кој со години наназад се наоѓал во некои од фиоките на надлежните министерства, откако и тоа ќе се реализира, ќе се зголеми бројот на легла, со што ќе се намали листата на чекање. На втората форумска сесија од буџетскиот форум во Делчево презентирани реализираните проекти преку бројки за потрошените средства и реализираните проекти во 2015 година, а исто така преку бројки презентирани и средствата предвидени за реализација согласно буџетот за 2016 година. Општината Делчево на втората форумска сесија која се одржа во рамки на буџетскиот форум од програмата Форуми во заедницата ги презентираше финансиските показатели за работењето во тековната година. Воедно преку бројки беа презентирани вкупните буџетски средства кои се на располагање за наредната 2016. Општина Делчево е транспарентна и отчетна општина
ние сме спремни да ги покажеме и да ги презентираме сите финансиски показатели, да ги представиме се што е од приходната и од расходната страна на општина Делчево, да ве запознаеме доколку има потреба од сето тоа што е направено во општина Делчево, да ги презентираме финансиските показатели и трошоците за сработеното досега, како и во најава тоа што треба да се работи, исто така презентирано преку бројки колку би чинело и што би се правило во времето што предстои. Следните сесии кои што ќе следуваат ќе бидат одлична можност за граѓаните од урбаните и местни заедници во Делчево заеднички да изградат листа на приоритети, кои потоа со ревизија на стручните служби од единицата на локалната самоуправа во Делчево би биле ставени во потенцијални проекти за реализација во 2016 година. Овие сесии, како што е денешната и сите други наредни, треба да се продискутира кои приоритети, односно што ги мачат местните заедници, урбаните заедници и граѓаните на општина Делчево, за да може да се изгради една листа на потреби кои потоа градоначалникот заедно со стручните служби во општината ќе оценат кои од тие приоритети можат да бидат исполнети во 2016 година. Инаку процесот на спроведување на буџетскиот форум во Делчево, како и во останатите општини, е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во најскоро време комуналното јавно предпријатие Никола Карев од Пробиштип ќе поставува нови водомери со далечинско отчитување. Старите дотрајани водомери заминуваат во историјата. Комуналното јавно предпријатие Никола Карев од Пробиштип денови веќе започне со имплементацијата на проектот за замена на старите водомери со нови, модерни водомери со далечинско отчитување. Тоа е проект кој оди преку Министерството за транспорт и врски. Средствата се обезбедени како грант од Европската инвестициона банка. Тендерот за избор на изведувач веќе е завршен, веќе е избрана и фирмата која ќе го врши надзорот, така да очекуваме по завршување на сите формалности околу потпишувањето на договорите и конечно изведувачот да биде воведен во работа и некаде се надеваме веќе од наредната недела да почнеме на терен со конкретна работа. Проектот предвидува замена на 3905 водомери, за што општината обезбеди 530.000 евра. Со овие 3905 водомери ќе биде покриено целото градско подрачје во Пробиштип, а доколку остане одреден број водомери, тие ќе бидат инсталирани и во Злетово. Затвореникот Штип, нападнат од бик, ја доби пресудата од судот во Страсбур. Случајот за нападот од затворот не го пријавиле, па Георгиев правдата ја барал до Врховниот суд на Македонија. Во пресудата стои дека Република Македонија треба да му плати 5.000 евра оштета. Затвореникот Штип, нападнат од бик, доби пресуда од судот во Страсбур. Сточарот од Дурфулија отиде дури до судот во Страсбур за да докаже дека бил нападнат од бик и дека едве преживеал. Ѓорѓе Ѓорѓиев издржувал 6-месечна казна затвор во казнено-поправниот дом во Штип и самиот се пријавил да работи во затворската фарма. Тој, откако забележал дека бикот не е кастриран и бил многу агресивен, ги известил чуварите на затворот, но на тоа од управата не превземале ништо. По неколку дена бикот го нападнал Ѓорѓиев и му нанел тешки телесни повреди, од кои бил во животна опасност. Случајот за нападот од затворот не го пријавиле, пошто Ѓорѓиев правдата решил да ја побара во Врховниот суд во Македонија. На сточарот од Дурфулија судот не му поверува, па тој решил да оди дури до Страсбур. Во пресудата од Страсбур стои дека државата во случајот со сточарот направила пропуст во утврдување на фактите и дека не биле повикани одговорните виновници. За случај да добие разрешница, Ѓорѓиев од Република Македонија треба да добие оштета од 5.000 евра. Читањето книги без сомнеш го подобрува животот. Треба да се дружите со книгите секој ден, советуваат од Штипската библиотека, во која моментално има 6.000 членови. Дигиталниот свет во кој живееме и динамичното секојдневие ни го скратува слободното време за дружење со книгите. Сепак, ниту еден изговор не е доволно силен за да го оправда дистанцирањето од книжните извори на знаење и инспирација. Од Штипската универзитетска библиотека Гоце Делчев велат дека се задоволни од членството и заинтересираноста на граѓаните за читање книги. Располагаме со добар број засега, некаде над 1500 студенти кои се запишани, кои ја користат услугата на библиотеката.
имаме доста голем број на ученици од средните и од основните училишта кои користат најповеќе од лектирната литература ја користат, меѓутоа читаат и онаа секојдневна нова литература и белетристика која им одговара. Доста пензионери, што не радува, исто така доста читаат пензионерите. Мислам, по членството гледаме колку се и на колку време ни идат и земаат книги. Така да се трудиме најновата литература, барем која има во Македонија излезено, да ја набавиме, да ја има на располагање. Моментално во Штипската библиотека има околу 6000 членови, од кои 4000 се активни. Само 2000 членови има во детскиот дел, 1500 се студенти, а остатокот пензионери. Условите кои можат да се понудат се знаат како и секоја година. Ние остануваме на истите цени, 200 денари е годишното членство. Немат никакви додатни, освен 5 денари амортизација на книга, што е нормално во цела Македонија. Ги повикувам сите да повелат и да видат дека и одиме напред, се развиваме и имаме целосно новата литература. Со цел да излезат во пресрет на љубителите на пишаниот збор, библиотеката нуди и можност за семено членство. Имено, со цена на 2 запишувања, четворица можат да користат повеќе литература од било каков жан. Колку за подсетување, од неодамна Штипската библиотека е снабдена и со најновите преводи од владата, со можност за студентите за нивно откупување, и тоа по прифатлива цена. Наградата за најдобра карикатура од фестивалот Инвиница Веритас годинава ќе оди во Иран. Свеченото доделување е во понеделник 19 октомври кога започнува фестивалот. 5-дневната програма носи повеќе звучни актерски имиња од областа на комедијата од Македонија и Србија, заради што се бара карта повеќе за фестивалот. Карикатуристите од Иран, Колумбија и Романија се наградените кои според жирито на фестивалот Инвиница Веритас најкреативно одговорија на темата од конкурсот Светот е мал. Нас не радува фактот што навистина од цел свет, буквално од сите континенти пристигна карикатури. Оваа година жирито направи потесен избор најпрво од 50 карикатури, па потоа од 20. И веќе натаму им беше навистина тешко да одлучат, но сепак требаше да одберат 3 карикатури. Оваа година лауреат е карикатурист од Иран, второ место освои автор од Колумбија, Раул Алфонсо, и трето место сепак е една карикатура од Балканот, представник од Романија. Се потврдува фактот дека жирито имал тешка задача, не бил пристрасен да избере карикатури, затоа што на повеќе од конкурсите има и лоби групи, како и во секоја бранша, така и во оваа има лоби групи кои што лобираат за одредени карикатуристи или за одредени земји. Сепак тоа на нашиот фестивал не се случува, затоа и од година во година фестивалот расте, затоа што и програмата и изборот е транспарентен, преку цела година се работи на фестивалот. Наградите официјално ќе бидат врачени на 19 октомври од 19 часот со свеченото отварање на фестивалот, а првата вечер премиерно ќе биде прикажана представата Има една земја во режија на Јовица Јашин. Сите 5 дена од фестивалот виничани и соседните гости ќе можат да го следат врвот на театарската комедија со актерите од повеќе театри во Македонија, но и од Србија, а за прв пат Домот на културата Тоша Арсов воведува блок карти за редовните посетители. Се воведуваат блок карти кои по реална цена од представа од 100 денари би коштале 400 денари, а вака ако секој посетител набави блок карти за сите 4 представи, значи цената на чинење 100 денари помалку, значи наместо 400 денари плаќаат 300 денари, се во интерес на бројно да се следат представите и сепак за буџетот на самиот посетител. Повеќе детали околу представите ќе бидат соопштени на пресконференција следната недела, но трката по карти е веќе започната, бидејќи луѓето едва и чекаат динамиката или монотонијата на своето секојдневие да ја пополнат со хуморот кој ќе го понудат атрактивни имиња на театарската сцена. Со своја самостојна изложба со тематика Борба на птица, синоќ во спомен домот Асном пред Делчевчани се представи младиот ликовен уметник Владимир Илиевски од Скопје. Оваа изложба е една од повеќето што Домот на културата во Делчево ги планира за во рамки на проектот Секој петок изложба во Делчево.
На 9-та самостојна изложба, младиот уметник Владимир Илиевски пред делчевчани ги представи своите слики на тема борба на птици во фојето на Спомендомот Асном. Неговото сликарство во најголем дел тематски е фигуративно, но во себе ги содржи ликовноста и духот кои прават едно дело да биде сликарски, технички и емотивно вредно, како што се изложените слики на оваа самостојна изложба. Оваа изложба веќе беше во Струмица изложена, ова е преземање од истата во Делчево. Се работи за една тема, птици во борба, јасна е темата, поважна е експресијата во сликите, изразот, динамиката. Оваа ми е 9-та поред самостојна изложба, сум изложувал повеќе низ земјава, имам изложувано и во странство на групни изложби, самостојна во Бугарија. Најчесто масло на платно, сега тука има и комбинирани техники, има и цртежи, ама во главно масло на платно. Со проектот изложби секој петок Домот на културата во Делчево сака пред делчевската публика да донесе врвни сликарски уметници и да кулминира со голема ликовна колонија. Еве во оваа 2015 година конечно успеавме малку и во ликовната денес благодарение на неколку македонски уметници. Се надеваме дека преку овие изложби ќе успееме да направиме и значи нашата крајна јасна цел при крајот или почетокот на годината да ги собереме сите овие уметници кои што биле гости во нашиот центар за култура и конечно да направиме една ликовна колонија која што мислам дека ќе биде врв на овие ликовни изложби и остварувања во Делчево. Задоволството е големо бидејќи еве во неколку ликовни изложби успеавме да донесеме едни врвни уметници, меѓу нив го сметам и младиот Владимир Илиевски. Илиевски е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, а како позначајна награда од неколкуте кои што ги има добиено е наградата Вангел Коџоман за најуспешно реализирана изложба на Друштвото на ликовни уметници на Македонија за периодот од 2011-2013 година. Терористичката група Исламска држава зеде за заложници на 200 жители во ирачката провинција Киркук поради нивната соработка со ирачките владени сили, соопшти иранската агенција Фарс пренесува ТАСС. Джихадистите ги обвиниле киднапираните дека на курдските сили за самоодбрана, пешмерга на милицијата Ал-Шад Ал-Шаби и на ирачките сили за безбедност ја открила локацијата на старешините на ИДИ. На почетокот на неделата ирачката армија и доброволните милиции презедоа нова офанзива против позициите на джихадистите во Киркук и по тешки борби ја вратија контролата на повеќе од 50 села. Патиштата на европските туристи и бегалци од Блискиот Исток се вкрстуваа на грчкиот остров Лесбос, рај во Егејското море каде пристигнуваат баранови мигранти во последниве месеци. Турканиците се нешто невообичаено во повеќе летни одморалишта, но одморалиштата на грчкиот остров Лесбос се соочуваат уникатни бранови, масион народ кои бегаат од сиромаштија, насилие и тортури. Лесбос, третиот по големина грчки остров и дом на околу 90.000 луѓе, е пренатрупан од мигранти од Сирија, Авганистан и Ирак, кои се обидуваат да стигнат во Европа. Над 20.000 бегалци пристигнале на островот само ова година, велат од високиот комисаријат за бегалци при Обединетите нации. Многу од бегалците го започнуваат своето патување од Турција кон Лесбос преку светкавите води на Егејското море. Вчера беше убиен фоторепортер на агенцијата на Долија Салех Махмуд Лајла во самоубиствен напад во Сирија. Самоубиствениот напад бил извршен од борци на Исламската држава во градот Храјтон, контролиран од опозицијата северно од Алепо, според извори од цивилната заштита во рајонот. Светскиот тениски рекет број 1 србинот Новак Џоковиќ за само 57 минути игра го совлада шпанецот Рафаел Надал со 6-4-6-2 во екзибициониот надпревар во Банкок, Тајланд. Овој екзибиционен надпревар беше организиран со цел на жителите на Тајланд да им се врати самодовербата за безбедноста по терористичкиот напад во август во кој загинаа 20 луѓе, а уште 140 беа повредени. Организацијата на целиот настан го чинеше домакинот околу 4 милиони и 110.000 долари, а надпреварот меѓу шпанецот и србинот го следеа 15.000 луѓе. Но уште поинтересно е да се знае дека по овој екзибиционен надпревар Џоковиќ и Надал се побогати за по 1 милион и 150.000 долари.
Се разбира дека во сумата што ја добија двајцата тенисери влегува и промоцијата што тие ја направија во последните 2 дена во Тајланд и дружбата со своите навивачи. Но дури и така сумата е голема, ако се знае дека за да ја заработат на турнирите на кои што учествуваат, потребни им се 6 до 7 дена и најмалку 5 победи. По овој екзибиционен надпревар, Џоковиќ неделава ќе настапи на АТП турнирот во Пекинг, каде ќе ја брани титулата освоена оваа година, додека Надал и Федерер нема да настапат на турнирот во кинеската престолнина. Дневникот заврши. За повеќе информации посетете ја нашата веб страна kanalplus.mk. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.